Втора година поред, Кејара Најт е на оваа програма за пливање во Бруклин, Њујорк. Таа е решена да го победи стравото од водата, пострашно искуство кое го имала од детството. За малку ке се удавев, па татко ми сметаше дека е неопходно да земам часови по пливање. Но знаете, часовите по пливање чинат пари, а овие се бесплатни. Најт, 21 годишната њујоркчанка, учествувала во 6-неделна интензивна програма на невладината организација Rising Tide Effect, која нуди бесплатни часови по пливање на заедници со ниски примања во Њујорк. Споредбено со 2019 година има повеќе давеници за околу 500 меѓу 2020 и 2022 година, покажуваат податоците на Центрите за контрола и превенција на болести на САД. Како њујорчанка ми се крши срцето, ми се лоши кога мислам дека луѓето умираат во мирни води. На учениците на Кейт им се допаѓа тоа што нејзината програма ги подготвува не само за пливање во базен, туку и за мртви води и други опасности од вистинското океанско искуство. Вторник и среда пливаме тука во базенот, а во четврток одиме на плажа за да научиме како да сурфаме и да бидеме отпорни и на океанска вода, бидејќи базенот и океанот се две различни работи. Светската здравствена организација вели дека во просек во светот на секој час 26 луѓе умираат од давање. Мислам дека една од причините е релативниот неангажман околу давење, бидејќи давењето е голем проблем кој може лесно да се спречи. За Кејара Најт, незиното искуство со Rising Tide Effect не е само подобрување на незиното пливање, туку и да научи важни животни лекции. На оваа програма отворени ви се и други можности. Добивате сертификат за прва помош. Многу од нас тоа не би можеле да го добијат, освен ако не платиме. Центарот за контрола и превенција на болести известува дека давењето е водечка причина за смрт кај децата на возраст меѓу 1 и 4 години. Рече се 80% од децата во домаќинствата со ниски приходи имаат мали или немаат воопшто пливачки способности, покажуваат податоци од Фондацијата за пливање на САД. Мислам дека многу од младите, особено оние кои доаѓаат од населби каде има насилство со оружје, треба да имаат пристап до ова. Да можат да искусат радоста во базен на начинот на кој јас го доживувам тоа, кое што го доживуваат моите колеги. Тогаш можеби ќе сакаат да продолжат со кариера поврзана со водата. Токму тоа, Джесика планира да го прави. Сега навистина размислувам за наредното лето. Сакам да бидам спасителка на вода. И Кејара Најт вели дека во иднина би сакала да ги учи децата да пливаат.